هي جنة طاب وطاب نعيمها. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, brakja, go продолжуваме нашиот говор во врска со измамата на милениумот, каде што на голема жалост по некое правило се жртви се повторно муслиманите. Значи, збориме за она што другата страна или ехлул китаб, значи следбениците на јудеизмот и на радикалното христијанство го следат. Само да ви напоменам, кога велиме ехлул китаб, некои мислат дека ако се наречени со терминот ехлул китаб, тоа значи дека се искрени верници, следбеници на вистината и така натаму, и дека тоа е врста на пофала на нивна сметка. Значи, со терминот ехлул китаб, некои луѓе мислат дека Аллах субханаху ва таала, значи, нив ги пофалил како следбеници на книгата, тоа е следбеници на порано објавените книги. Меѓутоа, терминот ехлул китаб во Куранот е само дефиниција за овие две верски групи. Значи, за евреите и за христијаните. Само ја формулира нивната фактичка состојба кога тие се повикуваат дека имаат со себе Божја објава, иако работата стои поинаку. А не значи терминот ехлул китаб дека тие се машала во вистина, дека тие се во право, дека тие ни се браќа по вера и така натаму, како што некои луѓе тоа сака денеска да го прикажат. Зошто сака тоа да го прикажат? Бидејќи тоа е дел од оваа голема измама на милениумот, на тоа 1000 години, на тој 1000 години долг период, значи, и тврдењето дека верата оваа или онаа се совпаѓаат и дека имаат многу заеднички работи и така натаму е само дел од таа политичко теолошка, ајде да ја наречеме политичко теолошка чивија на сметка на муслиманите, не само туку во целиот свет, а епицентарот на тие случувања е секако е Кудс или градот што го нарекуваат Ерусалим, или пределот на денешна окупирана Палестина. Кога велиме дека ехлул китаб, значи е само опис, нели? Опис на таа нивна состојба, тоа исто е како кога ќе чуете за Мехди, алейхиселам. Верувам дека сите сте слушнале за Мехди, нели? Мехди е човек кој што по име Мухамед ибн Абдулла, значи Мухамед синот на Абдулла. Тој е од неселот или од пореклото на Ресул салаллаху алейхи васелем. Шиитската секта по секоја цена го форсира доаѓањето на Мехди, заканувајќи им се на муслиманите кои што се придржуваат кон суннетот на Ресул салаллаху алейхи васелем, дека со доаѓањето на Мехди сите, нели, непослушници и сите грешници ќе бидат истребени, ќе бидат убиени. Шиитите тука мислат на муслиманите кои што се придржуваат кон суннетот на Ресул салаллаху алейхи васелем. И многу луѓе знаат дека овој човек се вика Мехди, меѓутоа неговото име не е Мехди, браќа. Неговото име е Мухамед ибн Абдулла. Како што вели Ресул салаллаху алейхи васелем во еден хадис, сахих юатиу исмуху исми, неговото и моето име ќе се совпаѓаат. Значи Ресул салаллаху алейхи васелем вели дека името на Мехди и името на пејгамберот салаллаху алейхи васелем ќе се совпаѓаат.
Što znači ќе се совпаѓаат? Мухамед ибн Абдулла, Мухамед ибн Абдулла. Нели? И овој човек, зошто го викаат Мехди? Мехди е Уасаф. Значи, Мехди е неговиот опис. Кој е неговиот опис? Дека ќе ја исполни земјата со правда и правдина, како што била исполнета со тиранија и неправда. Ел Мехди, значи оној кој што се бори да доминира правдата. Или оној кој ќе биде себеб или ќе биде причина луѓето да ја прифатат Аллаховата вистина. Значи, ова е негов опис, ова не е негово име. Неговото име е Мухамед ибн Абдулла. И он влече порекло од внукот на пегамберот салаллаху алейхи ва селем Хасан. Значи, не влече порекло од Хусейн, како што тврдат шиитите. И зошто тоа го тврдат и тоа ќе го дознаеме инша Аллаху теала и ќе видиме дека сите нивни чивии и сите нивни сплетки, без оглед дали се работи за тој исконски, еврејско, радикално христијански сојуз или само за шиитската страна. Меѓутоа, денеска се повторува историјата од пред 1000 години и јасно ни е дека повторно на сцена е сојузот војно, економско, идеолошки сојуз на христијанско, на радикално на крстоносното јудеистичко шиитска коалиција. Значи, оно што го правеле пред 1000 години, кога им го отвориле патот, нели, на ордите, на тие групи, големи групи, нели, радикални крстоносци, кога бришеле се пред себе, кога колеле, кога жареле, кога палеле во име на ослободувањето на гробот, валијаду билла, на она што тие го сметаат за нивен бог, истата, значи и тогаш пред 1000 години, шиитската династија, која што се протегала од Мароко, значи преку денешен Алжир, Тунис, Либија, Египет, значи истата таа династија шиитска, Ел-Убейдие или Убейдии, ако тогаш имала сојуз со крстоносните сили да го освојат Кудс, ќе видите дека денес, после 1000 години, истиот сојуз важи. Истото сценарио кое се случувало пред 1000 години, истото сценарио важи денеска, браќа. Затоа муслиманите во Сирија, конкретно денеска, се прогонуваат и се убиваат сите оние кои што можат да бидат или политички представници на муслиманите, или верски политичари на муслиманите, кои што на вистина нешто вредат, или се убиваат, или се вршат атентати над нив, или едноставно се ликвидираат, и во тоа е сршта на соработката на таа коалиција која што веќе 1000 години опстои. Значи, пред 1000 години шиитите ја отвориле вратата на крстоносните орди, нели, и го освоиле Кудс. Во еден ден заклале 280.000 муслимани. Значи, во еден ден. Некој ќе каже, многу е, немој да претерувате, тоа не е возможно, денеш фрлај бомбардирај, не можеш толку луѓе да убиеш. На овие луѓе им успеало. 280.000 убиле. А оние кои што се чудат на бројот од 280.000, нека не се чудат воопшто, бидејќи ако шиитската управа на убејдиската шиитска династија им го овозможила тоа на крстоносните орди во Палестина, што ќе кажете тогаш за истата шиитска услуга која што им ја направиле на татарските орди, кога во Багдад за еден ден заклале 2 милиона муслимани, браќа. Во еден ден. Значи, тоа е нешто, мозокот не може тоа да го разбере. Ти да имаш 2 милиона луѓе. Замислете, Скопје има 2 милиона луѓе. Македонија цела има 2 милиона. Да ги собереш на едно место, не дај Боже, без оглед дали се муслимани или не се, нели тоа не е од исламот, ла хавле вала куввата илля билла. Ама ете да кажеме, и 2 милиона луѓе да убиеш за еден ден. Невозможно е.
Atomska bomba samo da im frliš i da ги izbriše od jednaška. Ама и ta atomska bomba nema da ги izbriše. Treba jedno, 2-3 da im frliš, pa okej. Ovije za jedan den 2 miliona muslimana ubile. Kako je možda, ja ne znam. Rivajetite toga go zborat, znači to je potvrdeno na jaziku na poveke od 1000 islamski alimi i istoričari, brakja. Znači zloto neprestano tuka, omraznata konverata na gospodara subhanahu wa ta'ala neprestano tuka. Neli? I zamislite, najgolema ta katastrofa, pored zaginuvanja to na 2 milioni muslimani, najgolema ta katastrofa u smislu na konkretno i totalno ponižuvanje go fatile togašnji od halifa, koji što bil vo Bagdad i nego go izvele na ploštadot i go zaklale kako ovca. Znači jedna simbolika deka gotovi ste do kraja. Neli? Ista ta simbolika saka da je iskorista deneska, međutim, Wallahu mutimmu nurihi walau kerihal kafirun. Allah ke go u potpolni, neli, negovo to svetlo i makar to da ne im je povolja na onije što to nego sakat. Zašto je važno da se zbori za ova rabota? Ja svi rekao veke zašto je važno, neli, od vremena na vreme ke povtorujeme. Zato što je to sršta, brakja, to je sršta na problemot koji što ne deka traje 1000 godini. To je problem ke traje se do momentot na sudnio den. Znači, nije ako ne sme direktni učesnici na tije golemi slučki, sekako sme indirektni učesnici u oseta ova rabota. I ona što ni se slučilo sega na nas, brakja, treba da bideme svesni deka za našite deca utre ke bide istorija. Međutim, ako nije ne znajeme da se izborime ova, da go izgradime ovaj moment deneska, da bide pozitivna istorija za našite generacije utre, nije sme luge koji što ne vredat voopšto, brakja. I muslimano, i takvi od muslimanka i Allah subhanahu wa ta'ala nema nikakva vrednost. Vi go, rekao Fednas hadis od na pejgamberu sallallahu alaihi wa sallam, deka silniot i odvažen vernik, kaj Allah je podobar od nejakiot i nevlijatelniot vernik. Ti se ga, ako sakaš da bideš nejak, ako sakaš da bideš slab, ako sakaš da bideš nevlijatelen, nema problem. I od tebe ima hajr. Sebe si da se spasiš kaj gospodara subhanahu wa ta'ala i to je golema rabota. Međutim, što gospodara subhanahu wa ta'ala sekogaš gifalio nije koji što spredna, koji što sekogaš se ispred ostanatite so dobri dela. Zašto, brakja? Zato što nije vađib nije islamo da im se obznanila lugeto. Ne vo smisl da sozdavame čustvo na nemog kaj nas muslimanite, pa da plačeme kako nemame ništo, kako sme nesposobni za ništo. Ne. Znači, toj kompleksna pomala ili niska vrednost nas muslimanite saka da ni go nametnat. Naprotiv, musliman od sekogaš treba da se čustvo kako gord, dostojinstven i sekogaš treba da bide odgovoren pred gospodara subhanahu wa ta'ala prvin, a potom da bide odgovoren pred svojite brake muslimani. Ako nije muslimanite zajednički rabotime, dobro, ti je imaš ova ideja, ovo je ima ta ideja, hajr, dobro, sve do deka, ne daj Bože, ne dostignala nekakva golema deređa, ta ideja, ne daj Bože, na odstapuvanje od islamot ili vleguvanje o nekakva teška novotarija i taka natamu, sve do deka ima prostor za sorabotka, nas muslimanite dožnostni je da sorabotuvame. U emruhum šura bejnehum. Allah subhanahu wa ta'ala veli i rabotata među muslimanite koja ti je da se dogovarat međusobno. Zašto, brakja? Zato što nije potrebna silna, kompaktna i homogena zajednica. Znači, jedan džemat vo koji što ke ima ulema, inša Allahu Teala, ke ima luge od različiti prirodni nauki, od različiti korisni opštestveni nauki, od različiti korisni humani nauki. Znači, jedni su drugi da se nadopolnuvame, za da je ostvarime celta. Koja je celta, brakja? Celta je, koja, brakja? Muslimanite da go zavzemat mesto to koje što go zaslužuvat. Kako bilo niz istorijata, taka povtorno da bide. Međutim, ako muslimanite ne zna to da go čitate i ne znate istorijata, i ako nasvojite decavo nasledstvo
Samo ќе им остават немоќ, идиотизам и глупост, тогаш својата мисија во животот на овој свет не смеја исполниле. Не смеја што? Исполниле. Зошто, браќа? Затоа што Господарот субханаху ва таала вели: "Уамен ахсану қаулен миммен да'a ила Аллах ва амила салиха ва кале иннени минел муслимин." А кој збори поубаво од оној кој што повикува кон Аллах. Значи, објаснува Аллаховата вера. Без оглед коево прашање. И на немуслиманите ни е должност да ги повикуваме. И немуслиманите ни е должност, браке, да разговараме со нив. Иако тие на секаков начин, значи некаква таму шејтанска страна, се обидува помеѓу муслиманите и немуслиманите кои што се позитивно расположени за диалог со муслиманите, иако некаква трета страна се обидува да стави некаква блокада, за да тие не можат да контактираат и комуницираат со муслиманите, сепак ваџиб му е на секој муслиман да пронајде начин и метода како да контактира со нив. Зошто? Поради зборовите на Господарот субханаху ва таала: "Уамен ахсану қаулен миммен да'a ила Аллах." И кој збори поубаво од оној кој што повикува кон Аллах. Аллах ишпрблев, џазакаллах хер. И кој е оној кој што поубаво збори од оној кој што повикува кон Аллах, ва амила салиха, значи прави добра дела, прави добри дела, ва кале иннени минел муслимин. И вели: "Јас сум еден од муслиманите, јас сум од тие кои што се подчинети на Аллаховата волја." Значи, прва работа е да повикуваш. Значи, втора работа е да си цврсто убеден и да веруваш во својот Господар. Да ги правиш тие добри дела. Значи, овие три компоненти се што? Овие три компоненти се срцта на животот и делувањето на еден верник. Да повикува во Аллаховиот дин, значи да верува и да прави добри дела. Ако биде ваков, тогаш ќе ги исполни условите од него да има корист. Ако ги немаш овие карактеристики, од тебе нема никаква корист. Ти ќе бидеш како обична жена која што седи дома по цел ден и ништо не прави друго. Напротив, се извинувам, ги увредив жените. Од жените имаме корист. Ги чуваат нашите деца, чистат по куки, машала се трудат, клањат намаз, ја извршуваат нивната мајчинска должност. Меѓутоа, човекот, муслиманот кој што ги нема овие карактеристики кај себе, не може да се пофали: "Иннени минел муслимин." Јас сум еден од тие кои што на вистина се починува кон Аллаховата вера. И ако ги немаш овие карактеристики, ти нема да бидеш способен да се фатиш со предизвикот да му се спротиставиш на шејтанот и на неговата војска. Ке се случуваат разни случаи, ке поминуваат поред тебе, нели, светски поредоци ќе се менјаваат, историја ќе се случува, ти нема да имаш поима што се случува околу тебе. Ке видиш дали овој братот има кратка брада или има долга брада, оној дали ги пуштил панталоните, овој вака, оној вака. И тука целата твоја галаксија тука ќе биде формирана. Да не ме сватите погрешно. Сите спомнати работи јас лично ги сметам за ваџиб. И брада, и изар, значи кратење на панталони над глуждоти, така натаму и така натаму. Меѓутоа, проблемот е што со потенцирањето на тие работи, не дека муслиманите ќе го заборават исламот, туку забораваат на самите себе си. Други ќе критикуваат, а ја забораваат својата општествена улога. Како да се создаде амбиент муслиманите да функционираат како еден. Тоа е целта, браќа. А не цел живот да бидеме жртви на туги идеи. Не цел живот да бидеш жртва на тугија идеологија. Нели? И тоа да се случува пред тебе, а ти врска нема што се случува. Нели? Или може би некој сега има амбиции, некако ние ги пратиме случките, па еве ги слушавме неодамна објавените разговори на некои политичари на YouTube, нели? И како збореа, па готово и ние ќе се ангажираме да ни биде интересно како на нив. Не дај Боже. Нели? Уште еден доказ какви се тие, а какви ние не смееме да бидеме. Еланеј се. Милениумската чивија за Армагедонот прв ја придвижил Мартин Лутер. Човек кој што Европа го слави за еден големец, за еден слободоумник, за реформатор.
Меѓутоа, овој ниту бил големец, ниту бил слободумник, ниту бил реформатор. Овакви типови на луѓе и постојат само во исламот, браќа. Значи, слободумен, големец, великан и реформатор. Ресул салаллаху алейхи ве селем вели: "Инна Аллаха юџедиду емра хаде дин." Значи, Аллах ја обновува оваа вера на секој 100 години. Аллах ќе прати некој реформатор, некој алим, нели? И целата вера, биднилахи теала, не дека ќе ја измени, туку луѓето ќе ги врати кон она што требале да бидат. Повторно ќе им го објасни автентичното толкување на исламот. Значи, тоа го имаме кај нас. А кај нив има нешто друго што во почетокот кај нив се појавува како судир на интереси и идеи, а подоцна се враќа како што директна штета на сметка на муслиманите. Мартин Лутер е тој кој што прв се дигнал против католичката црква, нели, во Европа, и он е тој кој што ја придвижил идејата за повторна актуализација на каузата на евреите. Што значи тоа? Ќе ви објаснам. Евреите, браќа, се до средниот век, скоро до 16 век, биле во католичката црква осудени како свињи. Значи, така ги сметале. Значи, до скоро крајот на 16 век, католичката црква евреите ги смета за свињи. И ова е нешто многу интересно, браќа. Зошто е интересно? Затоа што европјаните, овие идеи што ги произведувале, едни кон други, не дека тие идеи умреле денеска со нивната демократија или со нивната слобода. Напротив, таквите нивни идеи до ден денес се себеб и причина за војните во светот. Ајде да ви го спомнам само Дарвин. Дарвин е познат по неговата теорија на еволуција. Меѓутоа, тој е лага. Не е Дарвин познат по неговата теорија за еволуција. Тоа е една од неговите идеи. Тој е познат по теоријата за еугениката. Што е тоа еугеника? Еугеника е, браќа, изворната идеја на нацистите, на Хитлер. Дека треба да се појави една раса, супериорна, нема да има физички недостатоци, нели? Нема да биде тамнопута или црна, нели, како што сум јас, нели? Или како некои овде присутни, туку што ќе бидат од некој ариевски ков и ќе бидат интелектуално супериорни. Меѓутоа, Дарвин, знаете кога збори за еугениката, што вели? Вели еугениката, значи, таа интелектуално телесна супериорност, расна супериорност над останатите луѓе, Дарвин ја форсира, знаете, против кого? Против сите останати народи од истокот. А кој живее на исток? Муслиманите живеат на исток. Ме разбирате, браќа? Од тука потекнува идејата на Хитлер. Иете само Аллахов кадер, Хитлер си отишол, муслиманите, алхамдулилlah, значи, обстанали и ќе обстанат до судниот ден. Иако, ако гледаш од една страна, Хитлер помалку штета им направил на муслиманите, отколку било кој друг во историјата, а и во денешницата. Овој Мартин Лутер, браќа, една од неговите болни изјави, со кој што ги брани евреите. Значи, ја брани каузата на она радикално крило на евреите кои што убиваат, палат, жарат, плячкаат по Палестина, никој ништо не им може. Овој вели, бидејќи бил и свештеник бил, овој Мартин Лутер, нели? А тие се обидуваат да покажат дека во редовите на нивната црква имало и интелектуално теолошки, тоест верски реформатори. Немале они такво нешто, браќа. Зошто? Затоа што самата природа на нивната верска догма не им дозволува ваква слобода на размислување. Не е како во исламот. Во исламот имаш апсолутна слобода во смисол да Ресул салаллаху алейхи ве селем ти го објаснил исламот од А до Ш и више немаш потреба за ништо друго. Зошто? Затоа што знаеш дека тоа е тоа. Нема потреба да се нешто додава или да се одзема. Не дај Боже, тоа е куфр. Ме разбирате? Додека кај нив не дека е ограничено,
Кај нив е забрането, што? Забрането е да му се, на човека, да му се дадат одредени слободи, додека не им пукнал филм и тие се дигнале против црквата и направиле што направиле. Сите тие нивни познати револуции во историјата, не дека биле револуции за остварување на човекови права. Помеѓу останатото, да, и за човекови права. Меѓутоа им досадила, преку глава им дошла контролата на црквата, браќа. Преку глава им дошла идејата која што црквата ја носела во себе. Само една одредена група да владее, сите други да бидат починети. Тоа го има и денес, тој проблем го има во еден дел кај муслиманите. Во еден дел кај муслиманите го има, во некој земји одредена група владее, имаат своји така наречени улема усалатин, значи улемата на Селефу Салих, на првите муслимани, таквите луѓе ги нарекувале владини алими. Значи збори како да е гласноговорник на политиката на владата која што е на власт во тој или оној период и така натаму и така натаму. Хела не се. Овој Мартин Лутер вели, Светиот Дух, вика, се спуштил. Свети Дух мисли на кого? Мисли на Джибрил, алейхи салату вассалам. Мада, они прават разлика. Не, Светиот Дух е дел од Божјото битие и така не разбирам ни јас тоа, не го сваќаат. Они сами не го сваќаат, нема врска, тоа е нивна работа. Они тоа нека го решат. Кај Аллах субхану ва теала ќе бидат должни да дадат одговор за тоа. Тоа е нивен избор. Значи, Светиот Дух се спуштил со објавата кон целиот свет, меѓутоа тоа го направил само по пат на евреите и ништо друго. Значи, он тука им дава авторитет дека единствени, авторитативни и овластени гласноговорници на возвишениот Бог, Аллах субхану ва теала, од секогаш биле евреите и никој друг. Тоа не е вистина. Аллах субхану ва теала праќал пратеници кон сите народи. Меѓу останатото и кај евреите имало пратеници Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам, нели Закерија, Јахја, Дауд, Сулејман. Дауд Сулејман е малку дискутабилно, али ето, нема врска. Меѓутоа имало пејгамбери кај другите народи. Расул салаллаху алейхи ва селем, неговата предност е која што е пратена сите народи. Нели имало пејгамбери кои што биле, ајде да не ви зборам сега за тоа, јасно ви е тоа, нели? Вика, евреите се вика како невини деца, а ние вика сме само вика гости, вика странци во помин. Значи, нив ги споредува со невини деца. Се знае што е невино дете. Нема злоба во себе, нема пакост, нема омраза и нема способност на некого да му направи некаква стапица. Нема способност некого да повреди, нема способност некого да увреди, нема способност некого да убие. Значи, ова намерно така се опишуваат они низ историјата. Меѓутоа, денеска гледаме дека тоа нема врска со истината. Се случува нешто потполно поинакво, нели? Вика, ние треба да бидеме задоволни ако бидеме исти како кучињата кои, вика, само ќе ги јадат остатоците од трпезата на нивните господари, а господарите се евреите. Значи, ова е што, браќа? Ова е директен поттик за обновување на идејата за супериорност на евреите во Библијата. Бидејќи до крајот, скоро до крајот на 16-тиот век по Иса алейхи салату вассалам, нели, евреите се квалификувани и карактеризирани како свињи и отпадници. И така католичката црква се однесувала кон нив. Меѓутоа, Мартин Лутер е првиот нивен верски радикален екстремист кој што ја оживеал каузата на овој народ. Зошто е ова важно да се знае? Важно е да се знае од причина што ако пегамберот салаллаху алейхи ва селем ги најавил сите тие случувања во пределот на Шам, значи денешна Сирија, Палестина, еден дел од Либан, еден дел од Ирак и од Јордан,
Истото тоа го најавуваат и верите што се објавени пред исламот. Они го нарекуваат Армагедон, ние го нарекуваме Мелхаме. И зошто е ова важно да се знае? Важно е да се знае бидејќи нивната политика која се протега 1000 години наназад, ќе се протерга уште 1000 години нанапред во иднината, браќа, со една цел. Која е таа цел? Да ја остварат нивната идеја за формирање на така наречено небеско царство, во кое што ќе владеат со целиот свет, Кудс ќе им биде главен град, така они го испланирале целиот тој случај, нели? А место за никој останат на земјата нема да има, посебно нема да има место за муслиманите. Многу црн сценарио, браќа. Страшен сценарио. Затоа Ресул салаллаху алейхи ве селем вели: "Ла текуму саату хатта туqatilu al-yahud." Вика, нема да дојде судниот ден се додека не поведете голема борба, значи војна со епски размери против евреите. Знаете кога го вели ова? Кога евреите биле во Медина апсолутно, како се вика, пакицаве? Малцинство. Апсолутно малцинство биле. Кога немале никакво ни војно, ни политичко, ни економско влијание, никој ништо биле. Ресул салаллаху алейхи ве селем тоа ни го вели. И не можеме ние покрај тие, нели, не можеме ние покрај таквите моменти и покрај таквите детали едноставно да поминуваме и да кажеме да му се остави во еманет на Аллах Джелешану, која ќе дое моментот, тогаш ќе се размислува. А муслиманите да немаат подготвено, нели, верска или интелектуална стратегија за сите тие случаи. Нели? Како што им се случува на муслиманите во Босна денес. Од 92 до 95 ги убива, палеа, жареа, силува, протерува. Денеска тоа културно го прават. Нели? На муслиманите не им се дават права, ги протеруваат повторно, нели? И никој ништо за тоа не збори, никој за тоа ништо не знае. Ке се нарече терориста, еден со брада, еден јадник, чува крави, кокошки и овци, обичен новчар, него го нарекуваат терорист, а во Вишеград ќе се постројат 30.000 четници под униформа и никој ништо не знае за нив. Ви реков, они се фолклорно друштво со намера, со намера да отворат играорна една секција, малце тапани хармоника и ќе се забавуваат. Мартин Лутер исто така рекол, браќа, дека враќањето на евреите на тлото на Палестина е остварување на пророштвото на Светото писмо. Значи, тој им е акида, браќа. Тој им е акида. Свето писмо, значи Библија. Вика, тоа е подготовка за враќањето на Месија и они го чекаат Иса алейхиселам. Вика, тоа е подготовка за враќањето на Месија на земјата, вика, од каде што тој, директно од Кудс, вика, ќе владее со помош на евреите во периодот од наредните 1000 години. Исто така еден нивен свештеник по име Пат Робертсон вели, значи свештеник на протестантската црква, браќа. Бидејќи протестантите се тие кои што првите ја афирмирале идејата за заживување и оживување на што? На идејата за формирање на верска држава на тлото на денешна Палестина. И немојте да мислите дека ционизам, знаете што е ционизам? Значи ционизам е сите евреи во една верска држава во Палестина. Меѓутоа не е тоа нивна идеја. Тоа е идеја на протестантизмот. Тоа е идеја подоцна ќе се покаже дека тоа е идеја на која што работеле и протестантите и евангелистите, кои што кулминирале кога браќа, кулминирале со англиската окупација на Кудс
и на еден дел од Сирија. Значи, англичаните, британците, денешни од Велика Британија, нели, тие ја окупирале Сирија, ја окупирале Палестина. Зошто, браќа? Затоа што се тие директни, радикални екстремисти кои што се повикуваат на Новиот Завет, тоест на Евангелието. И тие веруваат во враќањето на Иса алейхиселам и веруваат дека од таа причина потребно е евреите да ја населат Палестина, за моментот кога ќе дојде Иса алейхиселам, сите тие повторно ќе станат, и евреите ќе станат христијани, и тогаш ќе се воспостави една глобална христијанска власт над светот од тој дел на таа Аллахова благословена земја. Значи, тоа е улогата, тоа била улогата на Велика Британија во време до 1948 година, кога тие ги напуштиле сите своји касарни, ги напуштиле сите своји војни постројби со сето вооружување, со целата она воена логистика, и им го препуштиле на кого? Им го препуштиле сето тоа на еврејските доселеници од Европа. Значи, таму Хитлер ги убивал, не знаеле кај да ги сместат, не, тука ќе ги сместиме. Зошто? Па да се оствари тој сон или ветувањето на Стариот или Новиот Завет. Они само влегле во тие касарни нивни, го собрале оружјето и кога почнале да ги напаѓаат муслиманските градови и села, нели, како што е случајот со Хајфа или Бейтул Лехам, они денеска Бейтул Лехам, значи Бейтул Лехам, куќата на месото, нели така се вика, Бейтул Лехам, денеска они го викаат Витлеем. Значи во историјата стои, значи во модерната историја стои, дека кога го напаѓале Бейтул Лехам, муслиманите биле јадни, невооружени. Они ги прифатиле евреите од Европа и им изразиле добре дојде. Нели, живејте со нас. Сите ќе живееме повторно како што сме живееле 1000 години порано. Меѓутоа, овие што направиле, браќа? Овие формирале паравојни формации, во првите редови биле мажите, тие влегувале, убивале се пред себе. Она што преживеало од муслиманите, жените ги колеле. Замислете. А тие закланите доаѓале децата и им ги кинеле носовите, ушите, прстите им ги сечеле. Ова се случувало после Втората светска војна, браќа. Муслиманите ова не го знаат, ова се крие. Ова се случувало. Значи, орди пред 1000 години, ако крстоносните орди, кога оделе во својување на Кудс, не оделе само мажи војници, не, оделе со комплет со своји семејства, браќа. Напред оделе мажите, жените биле во среден ред, позади ги воделе своите деца. За да, кога ќе го извршат геноцидот и масакрот над муслиманите, веднаш ги населат тие подрашја. И за 15-20 години да не се знае дека таму имало муслимани. Како што направиле во Босна. Пред 20 години завршила војната, сега има нови генерации во така наречена Република Српска, нели? До вчера муслимани таму биле мнозинство, сега има нови генерации кои немаат врска дека некогаш таму живееле муслимани. И сите џамии ги срушиле. Добро, браќа? Тај, викам за оној, реков, за свештеникот Пат Робертсон, свештеник на протестантската црква, тој вели, вика, повторното воскресување на Израел е показател за почетокот на крајот на овој космос. Ова е акида, браќа. Они го веруваат ова. Значи што? Повторното воскресување на Израел е показател за почетокот на крајот на овој космос. Замислете. Аллаху акбар. Каков радикализам имаат кај себе. Зато они натрупуваат атомско и нуклеарно оружје. Еден ден да се удри, да се расчици, се готово. Ние сме тука и никој освен нас не постои. Иншалла, Аллах да ги спречи во тие нивни намери, меѓутоа ова е целта. Како може некој да збори дека се залага за демократија, се залага за човекови права, а произведува на тони и тони оружје со кои луѓето се убиваат? А за тероризам да се обвинат оние
кои што не знаат да направат еден кибрит, а камоли да направат пиштол или пушка да направат. Кога евреите го окупирале Кудс во 1967 година, браќа. Тоа за радикалните американски крстоносни орди било знак дека конечно почнува да се остварува ветувањето на Стариот Завет. Имаат они еден весник, тој се вика Christianity Today, значи христијанството денес. Тој весник, браќа, се уште живее. Тој весник бил гласноговорник на политиката на Џорџ Буш Џуниор. Кога излегол во 2003 година, кога го нападнале Ирак и кога рекол ова е почеток на нова крстоносна војна која многу долго ќе трае. Се сеќавате, сите сте го гледале ова. Ова не е некоја тајна, не сум ја открил ја, јавно зборя. Овој весник секогаш кога ќе излезе со некоја изјава, знај дека се подготвува голема беља на сметка на муслиманите. Зошто? Затоа што е гласноговорник на политиката на радикалната верска струја на крстоносно-јудеистичката коалиција, која што ги има своите партнери на истокот, тоест шиитите, кои што ја спроведуваат нивната политика во дело. Еве пред некој ден соопштија дека војската на Башар Асад со помош на руската авиација и авиацијата на НАТО и го ослободија древниот историски град Палмира, значи Тедмур. Тој град го држеа до пред месец дена овие убиците што убиваат муслимани, овие така наречени некаква држава таму, нели? И сега им го превзеле градот и јавно се збореше низ целиот свет. Повторно историското наследство на човештвото е слободно. Војската на Башар Асад го ослободи градот Палмира, ова она. Зошто? Само да останат во живот столбовите на таа кралицата Палмира од пред 2-3 години. Никој не збори дека повлегувањето во овој град, доста овие хариджиите таму правеле јадови, колеле, палеле, убивале, нели? И сега малку било тоа, за да дојдат трупите на Асад, за 2 ноќи да ликвидираат преку 3,5 или 4.000 муслимани, браќа. Ова никој не го збори. Ова на никој не му е интересно. Важно е да се останат и столбовите на Палмира, какви што се окей. Нели? Или лицемерството на таа... Ела не се. Велат во овој, значи во овој вестник, нели, Christianity Today, или христијанството денес, нели, велат, после 2000 години, значи 67 година кога го окупира Кудс, после 2000 години, вика, Кудс е повторно во рацете на нашите браќа евреи. Вика, ова ни дава длабока и обновена вера, ова му дава длабока и обновена вера на секој оној кој што верува, го сака и го проучува Стариот Завет. 79 година, значи 1979 браќа, американскиот председател Џими Картер. Се слушнале за Џими Картер. Помладите може би не, али овие моиве вршњаци сигурно да. И вие што читате, сте слушнале сигурно. Он, браќа, во Кнесетот, Кнесет е оној еврејски парламент. Во Кнесетот изјавил 79 година, кога се воделе оние преговори за воспоставување на мир на Блискиот Исток, демек мир, им велел во Кнесетот, ние, значи, западната, радикална црква на тие американски политичари, вика ние, тие значи, и вие, евреите, вика ние и вие го делиме заедничкото наследство на Стариот Завет. Овако нешто политичар изјавува. Јавно пред очите на целата јавност. Ова што е? Ова ти е директен доказ дека се работи за луѓе со радикално верска позадина.
Дека се тоа луѓе кои што не можат да испочитуваат никакви човекови права, браќа. Во истата година, во изборната трка, исто овој Джими Картер изјавил, сигурноста на модерниот Израел е остварување на пророштвото на Стариот Завет. И сега приметете една работа. Во Америка, бидејќи сега е во актуелни се изборите, секогаш помеѓу републиканците и овие демократите, нели, демократите се као малце така нешто како потолерантни, а републиканците се демек малку задрти така и така натаму и така натаму, они се конзервативни, меѓутоа кој да победи од нив, било кога, првата изјава кога ја даваат е сигурноста на Израел е приоритет на американската влада. Па нека биде приоритет. Си Израел не е во никаква опасност, муслиманите не ги убиваат таму, немаат муслиманите ништо во своји раце. Меѓутоа, браќа, што? Ова е значи политика. Ова е што? Политика. Или заменикот на министерот за надворешни работи на Америка од пред неколку мандати, човек по име Јуџин Росто, рекол, вика, требаме да разбереме дека несогласувањата помеѓу нас и арапските народи не се од државотворен тип. Значи, несогласувањата помеѓу нивните политичари и арапските народи не се од државен тип, од државнички тип. Значи, они имаат ваква идеја, ние имаме таква идеја, не се согласуваме, вие не почитувате човекови права, ние малце ќе ве бойкотираме, економски ембарго ќе ви дадеме додека не се опаметите и муслиманите да живеат раат. Не, нема врска. Зато они никогаш не зборат за човековите права во тие арапски земји, браќа. Затоа што имат инсталирано своји инструменти таму, нели? Туку е што? Вика, напротив, несогласувањата помеѓу нас и арапските народи се втемелени на темелите на несогласувањата помеѓу исламската и христијанската цивилизација. Ова е директна објава, да не кажам сега на што, нели? Ке кажат, еве го овој тука. Добро, браќа. Ако сте расположени уште 2-3 минути да ви зборам, ако не, да завршам па идната недела, инша Аллаху Теала, нели, да ви зборам, да ви прочитам барем еден хадис, подолге, ви подготвив хадис за таа битка на Армагедон или Мелхаме, како што е најавена во сунетот на пегамберот алейхи салату весселам. Гледам веќе скоро 40 и нешто минути зборам. Ако сакате сега да ви го прочитам хадисот, ако сакате за идната среда, како сакате, вие решете, инша Аллаху Теала. Може, не ви е многу. Тај. Значи, Армагедон е таму, кај нас е Мелхаме. Значи, од Еуза и од Хасан ибн Атије се пренесува дека Мекхул ибн Еби Закерија тргнале кај Халид ибн Ми'дан. Вика, Халид ги известил за Џубеир ибн Нефир, кој што им зборел за големото примирие. За големото примирие. Ке ви кажам за што се работи. Нели? Тој рекол, кој рекол, браќа? Значи, Џубеир рекол. Вика, тргнаве кон местото наречено Михбер, а со нас беше еден од Аллахови, од асхабит, еден сахабија на пегамберот салалаху алейхи васелем. Вика, Џубеир го запрашал за примирието, а тој рекол дека го слушнал пегамберот салалаху алейхи васелем дека рекол. Вика, вие ке склопите цврсто примирие со христијаните. Значи, пред судниот ден. Голем презнак на судниот ден. Вие ке склопите цврсто примирие со христијаните. И вика, и вие заедно со христијаните ке тргнете во голем напад против непријателот кој што ќе биде пред вас. Значи, ќе има трета страна. Ќе има трета страна против која муслиманите и христијаните ќе се борат во иста воена коалиција. И вие ќе победите. Кој ќе победи?
коалицијата на христијаните и на муслиманите. Ке ја победат таа трета страна. Вика, ке заробите голем ратен плен, воен плен. Значи, ке имаат големи материјални добра од тој воен плен. Може би едни од најголемите во историјата, Аллаху алем. Вика, потоа и вие и тие ке се вратите безбедни, се додека не стигнете до една угорница. Тоа е една угорница. Вика, тогаш еден човек од христијанската страна ќе го дигне крстот и ќе каже: крстот победил. Значи, веќе се случуваат политички проблеми. Веќе има некој сака тука да доминира, нели? Вика, еден муслиман ќе се разгневи. Вика, ќе го удри со својата сабја и ќе го убие. Вика, потоа христијаните ќе го прекинат договорот за примирието и тука ќе се случи голем судир. Помеѓу кого, браќа? Помеѓу муслиманите и христијаните. Во друг ривајет стои: муслиманите ќе скочат ќе тргнат кон своето оружје и вика, така ќе почне судирот, вика, а Аллах на голема група на муслимани тука ќе им ја даде честа да бидат шехиди. Што значи ова? Дека голем дел од муслиманската војска ќе загине тука, браќа. Дека во еден момент што та мощната војска од другата страна во еден момент ќе доминира, ќе успее да победи, ама тоа е само привидно и привремено. Нели? Значи, тоа е едниот хадис, и другиот хадис, ако сакате и него да го, или ви е доста, да оставиме за идната среда. Ајка си веќе почел, јел да? Добро, овој хадис сега што ви го реков, го бележи или го регистрира имам Ебу Дауд, рахимехулла, во неговата збирка, а другиот хадис кој што збори на таа тема е од Ебу Хурейре ради Аллаху таала анху ва ердаху, вели дека го слушнал пејгамберот салаллаху алейхи ва селем како вели. Вика, нема да настапи судниот ден се додека христијаните не се спуштат до Дабик. Дабик е еден град, еден предел во близина на градот Халеп или Алепо што го викаат. Вика, во тој момент во пресред ќе им дојде муслиманска војска од градот. Ресул алейхи салату ва селам вели од градот, нели? Меѓутоа, улемата на исламот го толкува, терминот градот го толкува како Димашк. Дамаск. Значи ќе тргнат од Дамаск. Вика, тоа ќе бидат најодабрани луѓе на земјата во тоа време. Значи, војската која што ќе тргне од Дамаск, ќе биде најодабрана војска на муслимани во тоа време. Вика, кога ќе се поредат едни пред други, христијаните ќе кажат, ќе извикаат: немојте да се мешате помеѓу нас и тие кои што беа наши, а кои што вие како ратни заробеници ги зедовте. Ние ќе се бориме против нив. Што е ова? Ова е доказ дека, овој хадис е доказ дека кога во првата битка голем број на муслимани ќе паднат шехиди, во тој момент голем број на христијани ќе видат дека муслиманите биле во право. И Аллах Джелешану ќе даде, во нивните срца ќе ја спушти својата милост и голем број на христијани ќе го примат исламот и ќе станат дел од муслиманската војска. Кога таа голема христијанска војска ќе види дека голем број на нивни браќа го напуштиле христијанството, го примиле исламот, ќе трнат кон нив да ги убијат, да им се осветат, зошто го напуштиле христијанството. Ама кога муслиманите ќе застанат помеѓу нив, тогаш христијанската војска ќе им каже: немојте да не спречувате од нив. Вие порано сте ги зеле како зарабеници и така натаму. Вика, сега нема да не спречите, одеме ним да ги убиеме. Зошто? Затоа што ја предале каузата на тогашните, значи тогашните христијани.
Меѓутоа, муслиманите ќе возвратат. Значи, се уште ви го цитирам хадисот, тоа не се мои зборови. Муслиманите ќе возвратат. Не, никако се колнеме во Аллах. Никогаш нема да ви дозволиме да ги нападнете нашите браќа. Па тогаш ќе се борат едни против други. 1/3 на муслиманите ќе се повлечат, значи ќе избегаат, ќе дезертираат. Аллах тоа никогаш нема да им го прости. 1/3. Вика 1/3, вика ќе загинат, вика тоа ќе бидат најдобрите и најодабраните шехиди кај Аллах. Значи некој ако сака да знае кои ќе бидат најдобри шехиди кај Аллах, тоа се тие. Нели? А вика, а 1/3, вика, преостанатата третина, вика, ќе победи. И вика, во тој момент нема да подклекнат пред големото искушение. После тоа ќе се ослободи Константинопол. Ресул алейхи салату веселам денешен Истанбул го нарекол Кустантиније. Значи, денеска, низ историјата го нарекуваат Цариград или Константинопол. Ресул алейхи салату веселам го нарекува Кустантиније. Кустантиније. Нели? И вика, додека го делат својот воен плен, значи муслиманите, по освојувањето на Константинопол или Истанбул денешен, и вика, додека го делат воениот плен меѓу себе, вика, со обесени мачеви на маслиновите дрвја, вика, шејтанот ќе извикне, ќе повика. Вика, ете, вика, деџалот излегол. Вика, веќе се наоѓа кај вашите семејства. Тоа ќе биде лага. И тие веднаш ќе тргнат назад. А кога ќе стигнат до Шам, значи до Шам, или сака да каже до денешен Шам, или сака да каже кога ќе стигнат до пределот пред денешен Дамаск. Бидејќи Дамаск, браќа, едно од имињата на Дамаск е исто така и Шам. Значи Дамаск го викат и Шам. Вика, кога ќе стигнат, вика, пред Шам, вика, тогаш на вистина деџалот ќе се појави. Кој ќе се појави? Деџалот. Или некој кој што некој го нарекува Антихрист. Вика, и додека така муслиманите се подготвуваат за таа битка, вика, ќе се поредат во сафови и тогаш, вика, ќе се повика на намаз. Тогаш Иса, синот на Меријам, вика, ќе слезе и ќе им биде имам во намазот. Значи, не збориме за оној намаз кога ќе застане со Мохамед ибн Абдулла, туку веднаш по неговото слегување. Да не му влезе на некоја глава, чекај, контрадикторност. Како тој да им клања тука, нели? Тоа е друга ситуација. Вика, и кога Аллаховиот непријател ќе го здогледа Иса, значи се мисли на деџалот, вика, ќе се истопи како што се топи солта во вода. Вика, кога би го оставил во таа состојба, тој, вика, потполно би се истопил. Меѓутоа, Аллах ќе го убие, значи деџал, со раката на Иса и ќе се видат траги на крвта на копјето на Иса, алейхи селам. Ирхамукаллах. Значи, ова е што? Ова е уште еден хадис кој што ни збори за Мелхаме. Кој што ни збори за Мелхаме, а овој хадис го пренесува имам или го бележи имам Муслим и со ова ќе завршам за вечер. Идната среда ќе продолжиме. Ва субханека Аллахуме ва хамдике, ешхеду ан ла илаха ила анте, астагфируке ва етубу илейк. Аллаху, 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 Аллах, Аллаху, 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 Аллах, Аллах.